Здраво, добре дојавте во втората епизода од Македонскиот христијански подкаст. Денешната тема на која ќе зборуваме со Никола е многу важна тема за секој христијанин, црквата на Исус Христос. Нешто што е многу важно е она што го кажува самата тема, црквата на Исус Христос. Тука зборчето на означува припадност. На кого припаѓа црквата на Исус Христос? Во Светото писмо имаше, Павле пишува во едно од посланијата, каде што имаше препирки меѓу христијаните, меѓу верниците, кој преку кого поверувал, односно го слушнал Евангелието или од кого бил поучуван, нели, од Аполос, Павлов, и Павле пишува, а Христос чие? Христос е Божие. Значи, без разлика од кого сте слушнале, битно е во кого сте поверувале. И она што му го пишува, зошто се препирате, дали вие сте слушнали од Аполос или од Павле, или вие не сте ни Аполосови, не сте ни Павлови, вие сте на Христос, а Христос е Божи. Тоа сакав да го почнам како нешто што ми дојде како идеја за ова тема, дека црквата му припаѓа на Господ Исус Христос, а не на некој човек. Таа не е моја црква. Да, јас сум дел од црквата, ама не е таа моја црква, туку таа е на Господ Исус Христос. Таа е она вистинска црква, со големо Ц. На почеток, она што ќе почнеме да го зборуваме, односно зборот црква. Така, ние се занимаваме со поимот црква, од каде потекнува тој поим. Или што е напишано во Новиот Завет во однос на црквата. Односно, тој збор црква доаѓа од Новиот Завет. Во Стариот Завет не се споменува зборот црква. Стариот Завет, како што знаеме, е напишан на старогрчки јазик. Зборот црква во оригиналниот јазик на кој пишува Новиот Завет е зборот еклесија. Тој збор се состои од два поединечни зборови. Едниот збор е калео, што значи повик или да повикаш некого. Со префикс, односно пред зборот се додава ек, надвор, или ако го преведиме буквално, би значило да повикаш некој надвор. Надвор повикање. Самиот збор можеме да видиме дека се однесува на некоја личност или во множина личности кои се повикани. Не се однесува на некое место каде што се собираат тие, туку дека се повикани. Од кого се тие луѓе повикани? Според ова што го кажавме претходно, тие се повикани од Господ Исус Христос, од самиот Бог. И може да сватиме исто, тој збор може да го сватиме како собрание или собир на верници, на верните. Бидејќи зборот еклесија се користи во контекст кога некои луѓе ти ги повикаш на одреден собир. Чија идеја е црквата? Како што кажавме, црквата е Божја идеја. Таа се среќава во Новиот Завет. И ќе видиме во продолжение како се опишува, односно како апостолите опишуваат црквата и како Христос ја опишува самата црква. Како ни опишана, односно црквата во Светото писмо. Црквата ни се опишува како тело Христово, али битно е кој е главата. Главата е Христос. Значи, она што го кажува Христос, тоа треба да го прави телото. Ништо плюс, ништо минус од тоа што го кажува Христос. И Христос, самиот Христос е и Божјото Слово, односно Светото писмо. Тоа е авторитетот, тоа е над црквата. А ние поединечно сме дел од неговото тело. Исто така пишува дека и црквата е составена од живи камења. А темелот, или камен темелникот, или аголниот камен, основата е самиот Христос. А верниците ние живи камења. Исто така пишува дека Христос е младоженецот,
а црквата дека е неговата невеста. И дека Исус ќе дојде по невестата и да ги земе верните кај себе. Односно ќе дојде да си ја земе невестата. Тука никаде не станува збор за некое место, за некој објект, за некоја зграда, за нешто што е изградено од човечки раце, туку се зборува за луѓе кои се заедно и кои го слават Исус Христос. Односно, главата е Христос, а ние меѓу себе сме поделни членови во телото кои функционираме заедно како едно тело. Како што нашето физичко тело функционира со сите одделни членови, со секој прст, со секој око, со секој уво, со сите органи, за да функционира, така и ние црквата сме живо тело Христово. А тоа е главата, односно тоа е основата на сета црква. Црквата постои поради Христос. Не постои поради некој друг. Сега сакам да те прашам, Никола, откако Христос се вознесе, после следуваше Педесетница, апостолите го примија Светиот Дух и почнаа да проповедаат за Христос. И потоа поверуваа првите верници и се оформираше првата црква во Ерусалим. Како живеа и како се однесуваа верниците еден спрема друг? Што се случуваше во таа прва црква? Да, така интересно кога ги читаме тие стихови како првата црква беше после вознесувањето на Христос, односно враќањето дома кај него. Можеме да, кога ќе читаме, можеме да видиме и да споредиме како треба, како живееле, како била идејата Божја, и можеме да споредиме да видиме како треба ние, како живееме ние сега во црквата, како е нашето гледиште и нашето понашање, да речам, према другите христијани, другите луѓе кои веруваат во Исус и тие кои живеа во луѓе кои живеа во времето на апостолите и учениците на Христос. Затоа ќе прочитам од Дела апостолови, 2 глава, од 39 стих ќе прочитам до крајот, кој ова го кажува апостол Петар, кој му го проповеда на луѓето кои слушаат таму пред да поверува голем дел и пишува колку точно луѓе во таа само проповед поверува. Тука вели, зашто ова ветување е за вас, за вашите деца и за сите далечни, колку што Господ нашиот Бог ќе ги повика кај себе си. И што со многу други зборови сериозно сведочеше и ги предупредуваше велики: спасете се од ова расипано поколение. И така се крстија оние кои го прифатија неговото слово, па тој ден се приклучија околу 3000 луѓе. И беа постојани во апостолското учење и во општењето, во раскрашувањето на лебот и во молитвите. А страв и трепет влезе во секоја душа, зашто преку апостолите станува многу чуда и знаци. А сите оние кои поверуваа беа заедно и се им беше општо. И ги продаваа своите собствености и имоти и тоа го споделуваа со сите, секому според неговата потреба. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот. Раскрашуваа леб по домовите и јадеа со радост и со чисто срце. Го славеа Бог и беа мили кај целиот народ. А секој ден Господ ги призадаваше оние кои се спасуваа. Тука можеме да видиме дека според, да речем, последните стихови два што ги прочитавме, дека се им беше општо. Сите луѓе кои поверувате на конкретно на тие 3000 луѓе, 3000 души кои поверува и останатите други, дека беа постојани во учењето, во апостолското учење. Ние знаеме дека тоа, како што спомна Димитар, така ќе спомнам јас, дека тоа не е во смисла апостолско учење кое доаѓа од апостолите, туку доаѓа од Бог, од Господ Исус Христос доаѓа и тие само го пренесуваат тоа учење на другите луѓе. И во општењето, во раскрашувањето на лебот и во молитвите, кои сепак исто знаеме дека раскрашувањето на лебот символот на тоа во времето кога Исус се уште беше жив, и Исус прв тоа го каже и негова беше идеја. И тоа го предложија да го прават апостолите и другите ученици, арномо во заедништво. Заедно го правеа тоа и му беше општо, без разлика што беа повеќе од 3000 луѓе, беа
занешто ќе ги прочитаме бројки многу луѓе како се снајдува, но гледаме дека сите кои поверува вика дека беа заедно и се им беше општо, тоа значи дека поверуваа во кој поверуваа? Поверуваа во Исус и самиот Исус му правеше, самиот Бог му правеше да му биде општо. Она што го прави дека тоа што го раскрашува лебот и учествува заедно во молитвите и беа постојани во учењето преку апостолите, дека тоа беше пред се Божјото учење, Божја идеја и тоа му беше општо поради тоа што Бог го ја даде таа идеја, го измисли тоа нешто, односно црквата, односно повикувањето однадвор, односно зборот еклесија кој што го спомна Димитар. И интересно е така во 45-тиот стих вели дека ги продава своите сопствености, своите имоти ги продаваа. Тоа што го поседуваа, ако има некој повеќе од што треба, што знаеме ние да речеме, дека го ги од своите имоти продава или го споделува со сите, секому на кој што му беше потребно, секому според својата потреба, не прекумерно, не повеќе, туку споделува секому според неговата потреба. И секој ден вика беа постојани еднодушни во храмот. Пак раскрашуваа леб по домовите и јадеа со радост и со чисто срце. Значи, чим тоа му беше општо и Божјото присуство на некој начин беше со нив, затоа кажува дека јадеа со радост, а исто така вели дека раскрашува леб и по домовите. Значи не мораше да биде во некој храм, во некое место, некоја простори, како што сме ние тука во изградена од зидови со камења во тоа време, во некои зидини, туку исто вели дека раскрашува леб и по домовите. И заедно беа радосни со чисто срце. Го славеа Бог и беа мили кај целиот народ. Значи, не беа некои луѓе што народот се плашеше или бегаше од нив понастрана да не ги видат, туку, напротив, му беа мили на секој. Кои ги видеа луѓето, односно верниците, кои беше сеопшти, кои беа радосни, со радост го правеа тоа што Господ му го заповедал, другите луѓе имаа реакции кои беа позитивни, односно беа мили кај целиот народ, вели, не само кај некој дел од луѓето, туку му беа мили кај целиот народ. А секој ден Господ, вели ги, во продолжение ги предодаваше оние кои се спасуваа. Значи не се спаси само тие одредени 3000 луѓе и апостолите што беа со учениците, туку секој ден Господ, вели, Бог ги предодаваше оние кои се спасуваа. Значи одново имаше луѓе спасени кои преку примерот на апостолите, примерот на луѓето, со нивната, ќе речем, добротел, со нивниот пример кој што споделува секому според својата потреба, ги продава имотите за нивните браќа или сестри кои немаат, за да имаат од сега, бидејќи некој има кои имаат повеќе имот, и ги дава за своите браќа и сестри, односно за своите пријатели кои беа верници, верува во Христос, и се му беше општо и беа мили кај целиот народ. Со овие стихови можеме да видиме дека можеме исто така, односно да се запрашаме дали ние, односно тие кои веруваме, кои сме телото Христово, кои понатаму ќе зборуваме и за тоа, што значи дали ние според тоа што го правиме пред се, дали со радост, дали навистина поставуваме како што апостолите и другите луѓе кои со тек на време поверуваа во ова време, каде што ги читаме ве стихови, дали и ние правиме така, дали и ние со радост раскрушуваме леб кој беше Божја идеја, символ на Христовото тело, и учествуваме во молитвата и сме мили кај народот, или напротив сме скроз спротивното. Тоа треба секој ден, мислам, да се запрашаме, да видиме дали се трудиме, дали даваме на некој начин се од себе да живееме како што овие луѓе живееа во времето на апостолите според Божјата идеја за црквата, Божјата идеја за заедништво со верните, со оние кои веруваа во Исус Христос, и учествување во молитвите, раскршување на лебот дури во домовите, не само во некое место кое е изградено од некаков материјал. Треба да се запрашаме дали тоа ние го правиме, и ако го правиме, како треба да биде. Имаме тука, да речем,
стихови упатства како треба тоа да биде, како треба тоа да не ликува. Нормално сепак ние сме луѓе, не сме совршени, знаеме дека не тоа и да се трудиме, некогаш нема да може да излезе да биде перфектно, односно совршено, но најбитното е да знаеме дека тоа е црквата е Божја идеја, дека црквата е се самите луѓе, дека се оние кои веруваат во Исус Христос и таа црква, таа идеја, тоа воопшто заедништво, што можеме ние да заедно да се молиме, заедно да го раскрашуваме лебот, заедно работите кои Господ ни ги заповедал да ни бидат општи, тоа може само да биде возможно поради тоа што имаме сите иста вера, односно сите веруваме во еден Бог, односно во Исус Христос. Тоа е тоа што може да го направи таа идеја на Господ да ја спроведи преку нас, да биде возможно, со тоа што Господ, како што пише тоа, ќе ги предадава секој еден кој се спасува и да знаеме дека сигурно веруваме во тој Бог кој ја измислил, кој била негова идеја црквата, заедништвото и работи кои тој ги заповедал да ги прават луѓето уште од тоа време, а и стојат се до ден денес и треба и ние да ги правиме. Така да тоа нешто што би споделил од тоа време и како се тие како реагирале на Божите заповеди, Божјата идеја за црква и како треба ние да го правиме и да се запрашаме како треба да биде и како е во моментот и што треба да смениме. Да, оно што ми остави впечаток од тоа што го кажа, односно од стиховите што ги прочита, е интересно што беа заедно секој ден. Не чекаа да биде некој празник, па тогаш да раскрашуваат леб, тогаш да се заедно. И нешто друго што го забележав е дека се жртвува, односно она што го имаат тие, го гледаа како општо. Односно се грижеа и за потребите на останатите браќа и сестри. Значи, продаваа од тоа што го имаа за да можат да придонесат ако некој нема, за да може да му се помогне. И оној што имаше, даваше, и оној што немаше, добиваше. Дали тоа го правиме и ние? Ова е прашање и за мене секако, не дека јас сум совршен или Никола е совршен, како и да е. Значи, ова е прашање за сите нас. Ние тука се поучуваме од Светото Писмо. Ова е општо прашање. Дали ние тоа го правиме? Дали секојдневно јас се гледам со моите браќа, со моите сестри, дали се грижам за нивните потреби, дали имам заедништво со нив врз база на Светото Писмо, дали се поучуваме, дали раскршуваме леб заедно, дали се молиме заедно. Значи, раскршуваа леб, беа постојани во заедничка молитва, значи се молеа заедно и му беа мили на народот. Да, дали преку тоа заедништво, кога ќе се зближиме едни со други, ќе го видат тоа и луѓето кои не веруваат. И Господ, последниот стих, придодаваше нови луѓе. Кога ние би имале такво заедништво едни со други, постојано да сме во молитва, да раскршуваме леб заедно, да се грижиме. Тоа е љубовта, да се грижиш за потребите на другиот. Да никој да нема недостиг од она што му е потребно. Тоа е нешто што се бара од нас. Тоа е Божјата идеја за црквата. Да верните бидат заедно. Да не чекаат некој посебен празник, па тогаш да го прават тоа. И тоа претежно, мој впечаток е често луѓето го прават, не знам, ќе раскршуваат леб заради да го видат другите дека тоа го прават. И не е тоа поентата или целта на самото раскршување на леб. Туку тоа е да се подсетиме на тоа што го направи Исус, дека Исус се даде за црквата, Исус се даде за мене, Исус се даде за тебе. Тоа не спојува нас. Исус не спојува. Исус е спојката помеѓу верните. Тоа нас не спојува. Тоа е единството во духот. И сега ќе преминиме на нешто што го пишува во Светото Писмо во врска со црквата. Јас најавив на почетокот. Сега ќе прочитаме подетално стихови каде што се објаснува што е црквата во одреден контекст. Ќе почнеме како црквата дека е Христово тело. Во прво послание до Коринтијаните, 12 глава, од 12 до 13 стих ќе прочитаме и после ќе прочитаме и 27 стих. Пишува вака:
И како што телото е едно, има многу делови, сите делови од тоа тело, па колку и да се тие, едно тело се. Така е и Христос. Зашто преку еден дух, сите ние сме крстени во едно тело, било јудејци или елени, било робови или слободни, и сите сме напоени со еден дух. И 27 стих вика, вие сте тело Христово, а поодделно членови. Значи, сите ние имаме различни дарови од Господ примени, различни улоги и различно функционираме, односно му служиме на Господ. Али, целта е дека ние сме едни. Не може раката да му речи на окото не ми требаш. Окото има функција или улога да гледа, раката да, не знам, ако треба да јадиме, треба да земи нешто. Треба да работиме со рацете. Така да, секое тело е важно за Господ. Секој дел од телото е важно за Господ. Секој дел. И ние сите сме подделни делови, односно различни органи, кои функционираме како едно тело. Во Христос. Бидејќи сме крстени во еден дух, односно во едно тело, и сме напоени со еден дух, Светиот Дух. Во Римјаните, 12 глава од 4 до 5 стих пишува: бидејќи како што во едно тело имаме многу органи, но сите органи немаат иста улога, така и ние, мнозината, сме едно тело во Христос, а секој поединечно сме органи еден на друг. Значи, ние припаѓаме на телото и еден на друг. Значи, ние му припаѓаме сите на Христос и си служиме, си припаѓаме еден на друг. Значи, јас ти сум тебе брат и ти ми си мене брат. Ти ми си потребен мене, јас ти сум потребен тебе. Значи, како што спомнавме, раката не може нокото да му речи не ми требаш. Туку ми требаш. Затоа имаш своја улога и служба. Затоа ние сме тело Христово, а поединечно сме делови на тоа тело, кои си требаме еден на друг за да функционираме како едно. Оти ако фали едно делче од телото, не е комплетно, не е целосно. Нешто фали. И многу таа слика што се користи за црквата е многу силна. И многу е јасна дека и телото исто така е живо. Значи функционира, има живот, има улога, има процеси, има нешто што се случува, нели? Ако навистина е тоа тело Христово. Ако прераснало во нешто друго, тогаш нема да има живот во тоа тело. Туку ќе биде како некоја статуа. Во статуата е само некој камен, има облик на тело, ама нема живот. Значи, сите верници се со различна улога, различна служба, различни дарови за служење во црквата, но сите сме зависни еден од друг. Не може некој да рече јас сум поважен од другиот, за да може да функционираме како органи во телото. Во Колосјаните 1:18, значи во првата глава 18 стих, се пишува кој е главата на црквата. Тој, односно Христос, е главата на телото, односно на црквата. Тој е почеток, првороден од мртвите, за самиот да првенствува во се. Во Ефесјаните, 5 глава 29-30 стих, пишува: зашто никој никогаш не го намразил своето тело, туку го храни и го негува, како и Господ црквата, бидејќи ние сме делови на неговото тело, од неговото месо и од неговите кости. Значи Господ се грижи за црквата, се грижи за своето тело. Црквата е телото, Христос е главата. Ние треба да му се покориме на главата и на Христос, односно на тоа што го кажува Бог во Светото Писмо. Тоа ни е нашиот авторитет. Тоа е учење кое ние треба да го прифатиме, да се покориме, да се понизиме пред Божјото Слово. Да ги слушаме Христовите зборови и да го следиме Христос. Тоа се бара од нас како тело. Главата дава насоки, телото действува врз база на оно што го кажува главата, оно што го кажува Христос. Никола, дали ќе ни споделиш некои дополнителни стихови во врска со црквата, како е опишана во Светото Писмо црквата? Да,
Исто така како што знаеме дека пред да споделам нешто врска со како друго е наречено, сакам да кажам ако може некој коментар врска со ова што кажи, односно нешто што ме остави впечаток е на секој орган не може едниот без други. Не може како што спомнати, како што прочита стигува Светото писмо, окото не може да му рече на раката не ми требаш. И ова сега што го прочита за дека Исус Христос е главата, дека од него добиваме инструкции за што другите делови телото да прават и како да функционираат, тој ми кажува дека пред Бог ние како органи од делови од телото сме исти, сме равноправни. Не сум јас поголем од тебе, поважен во Божите очи од тебе, дека пример ќе се споредам од дел од телото, сум јас раката, ти окото, дека јас поради тоа што се рацете работиме, јас сум побитен од тебе бидејќи многу повеќе функции имам, а ти окото пример немаш исто важно со мене, туку си поделен од мене или обратно, или за некој друг важи име да кажеме, туку напротив во Божите очи сме сите исти. Нема никој, освен него, освен Исус, нема никој главен, не е раката главен, не е ногата главен, не окото, туку самата глава е главна и оној кој е центарот на телото и кој го контролира телото и му дава инструкции, насоки како да работи, како да осеќа, како да се понаша, се справува со работите, со општо моментите во кои се наоѓа и околностите, и дека нема еден орган кој е поголем, позначен од другиот. Туку сите се исти, равноправни и во црквата Христова така треба да биде исто така и во пракса. Да биде дека да не се луѓето едни помеѓу други, да не се возгордева, да не велат дека јас сум поважен од тебе, туку напротив да се понизуваат на Божјото слово, односно на самиот Бог, на Исус Христос, да се понизни и да прифатат дека тој е главата, тој е над сите, а ние сме во негови очи сме сите на исто ниво и дека не треба да се правиме поголем едни од други или поважен, бидејќи сите имаме иста важност пред Господ. А во врска со гледиштето на како Господ ги ја гледа со науштеден начин црквата, како е опишана во Светото писмо, би прочит од 1 Коринтјаните, 1 глава, 2 стих, кој вели до Божјата црква во Коринт, до осветените во Христос Исус, повиканите светии, заедно со сите кои на секое место го повикуваат името на Исус Христос, нивни и наш Господ. Можеме тука да видиме дека Павле апостол му се обраќа на црквата во Коринт. До светените, односно светените, повиканите, како што спомна Димитар, повиканите еклесија, повиканите онадвор, тој му се обраќа и му кажува дека кои се тие што прават. Го повикуваат името на Исус Христос. Нивен и наш Бог, значи Павле кажува за него дека е Исус Христос негов Господ, негов Бог, а и наш Бог, на кој што му се обраќа во тоа време на коринтјаните, а и тоа за нас важи секој еден од нас, но ќе се навратам на тоа пак, но сакам конкретно пак мислам дека Павле му кажува на коринтјаните, но во второто послание до коринтјаните, во 11 глава, во вториот стих, кој тој го користи, ја користи реченицата, односно вели, зашто љубоморам за вас, со Божја љубомора, бидејќи ве свршив се еден маш, е таа реченица кој Павле се извинуваме ја користи и вели, за да ве приведам како чиста девица пред Христос. Му кажува на верните луѓето дека не свршил со еден маш, односно со Христос тие зборови, и како да не приведи како чиста девица, односно ние сме таа чистата девица, црквата, секој еден човек кој верува во Христос, кој е негов, кој знае дека му припаѓа на Христос, е како чиста девица пред Христос, бидејќи пред се Господ Исус преку неговата жртва, преку
тоа што тој што се даде преку неговата крв не исчисти, не изми, затоа Павле не нарекува чиста девица пред Христос, пред тој што се даде за нас, и не нарекува девица која се сврши со еден маж, односно кој е Христос, кој станавме едно со него, а пред тоа, пред да го знаеме секој еден од нас лично, пред да се наречеме чиста девица, пред да се наречеме избавени преку жртва на Христос, измиени, скапени од неговата крв, ние бевме во немир со Бог, не бевме свршени со него, но откако поверувавме во него, секој еден кога лично поверува, може да си го свати овој стих, односно овој избор на зборови кои Павле го користи сега, дека не тој на некој начин не сврши со еден маж како чиста девица пред Христос. Тоа сме ние, чистата девица, и кој каков добар, не само моќен и битен, туку и таков добар и мил збор каков Павле користи за оние кои веруваат во Христос. Не само што читавме преходно во апостолски дела дека му биле мили на народот, оние кои веруваат во Христос, туку вели дека чиста девица, мила чиста девица пред Христос, која сме свршени со него, со самиот Христос, со еден маж преку верата во него, односно преку верата во тоа што тој направи на крстот преку неговата жртва. И ние со вера во тоа можеме да, односно секој еден кој верува во тоа, во Христос, важи ова за него, дека тој како чиста девица пред Христос и е свршен со тие зборови на Павле, е свршен со еден маж, односно со самиот Бог, е свршен, е едно. Ние сме едно во Бог, затоа и понатаму пак ќе спомниме и преходно спомнавме дека како едно сме во едно тело, ние сите оние кои веруваат во Христос, христијаните, сме како едно Христово тело и сме свршени со него, како чиста девица пред него преку неговата крв. Тие беа стиховите кои ми дојдоа на памет. Баш добро објаснето. Јас сакам да прочитам во Откровение за кога се случува свадбата, односно откровението кое го добива Јован и го запишува на хартија, да речем. Ќе го прочитаме оно што го виде Јован, што се случи, односно што треба да се случи кога ќе се случи свадбата. Во Откровение 19 глава 6 стих. Од 6 ќе читаме понатаму. И чув како глас од големо множество, и како шум на големи води, и како глас на силни громови, кои велат: Алилуја, зашто се зацари нашиот Господ Бог Семочниот. Да се радуваме и да се веселиме и да му воздадеме слава, зашто дојде јагнетовата свадба. И неговата жена се приготви. И беше дадено да се облече во светло и чисто ленено платно. Имено платното, тоа се праведните дела на светите. Ќе го прочитаме и 9 стих. И ми рече: напиши, блажени се оние кои се повикани на јагнетовата свадба. Уште ми рече: овие се вистински Божји зборови. 9 стих е многу силен. Напиши, блажени се оние кои се повикани на јагнетовата свадба. Сите сме повикани на јагнетовата свадба. Сега вие што го слушате, сте повикани на јагнетовата свадба. Дали ќе кажете да на поканата? Да, јас сакам да сум на таа свадба. Јас сакам да сум дел од невестата, дел од црквата, која ќе биде облечена во бело платно. Дали тоа го сакате? Дали сакате да сте вечно со Исус? Со оној кој слезе од небото, умре на крстот за вашите гревови, за моите гревови. Да, лично за моите, лично за твоите гревови. Ги зеде врз себе. Беше казнет на смрт, почина и на третиот ден воскресна. Гробот не можеше да го задржи. Тој ја победи смртта. Дали сакате да сте на таа свадба?
Имате отворена покана. Она што треба да го направите е само да кажете да, сакам да сум на таа свадба. Те молам, Господи Исусе, смени го мојот живот. Ти се предавам Тебе. Сакам да сум дел од невестата, сакам да сум дел од Твојата црква. Те молам, прости ми ги моите гревови. Верувам дека Ти умре на крстот за моите гревови, дека беше погребан и дека воскресна на третиот ден. Тоа Исус го бара. Таа покана е испратена до сите вас, кои гледате, кои слушате. Тоа го пишува во Светото писмо за јагнетовата свадба, односно за невестата која ќе биде таму и сите кои веруваме во него, кои ќе присуствуваме на тој свечен чин, кога ќе бидеме заедно со Господ во небото. Тоа е нешто што не очекува. Затоа треба да се подготвиме, односно Бог не подготвува доколку му веруваме него. Да прочитаме нешто околу локалната црква, кога станува збор за локална црква, односно како функционира првите цркви. Знаеме дека една е црквата, без разлика кој од каде доаѓа, дали доаѓа од Кореја, дали доаѓа од Македонија, дали доаѓа, не знам, од Индија. Сите ние сме едно во Христос. Нема разлика, но христијаните функционираат во локални цркви, можеби поради географската близина, секако со оној што ми е најближен географски секако сите луѓе треба да ги љубиме, али еве, најблиску географски треба да сум најблизок исто така со него. Да служам онаму каде што Бог ме има поставен, односно онаму каде што сум се родил, каде што живеам, каде што Бог одредил. Има стих во Библијата, точно не се сеќавам каде, но може да си го проверите, дека Бог одредил за секој од нас каде да бидеме, односно каде да се родиме и каде да му служиме. Дали тоа ние не може да знаеме, така ние не избравме тука, али Господ има план со нас и тој неговиот план е совршен и сака тој да бидеме заедно онаму каде што сме, да бидеме заедно во црквата негова. Дали може да ни прочиташ како се собира првите христијани и што правеа? Океј, во ред, јас би рекол, прво би прочил конкретно за на некој начин кои географски поеми како што ги спомнува Павле, како што кои ги поздравува оние со кои имаше заедништво прво со нив, кои служеше заедно за Христос и каде се наоѓаат и дека постои дека тоа нешто сепак е пак според Светото писмо, бидејќи го гледаме тука е запишано, пак гледаме дека е Божја идеја секој географски на каде што се наоѓа тој регион, тој место каде што е поставен, не е со наши зборови кажано поставен за џабе. Не е таму за џабе, туку бидејќи Господ Исус така сакал и дека тоа била негова идеја и дека има и тука луѓе и кои него пред се него познаваат Христос, а и на оние луѓе кои веќе го познаваат, на кои треба ние, како млади мажи да му служиме, да видиме тука за него како што пише, како што читавме досега во апостолски дела 2 глава, како треба да даваме од својот имот, како треба да продаваме, како треба да ни биде сеопшто, да учествуваме во молитвите, во учењата на Господ, но сакам јас да прочитам конкретно за апостол Павле кој ги има поздравите до некои од црквите и на каков начин тие го славеле Христос и како се собирале и дека некои дури и се собирале во нивниот дом и на различни локации. Тоа ќе биде местото од Римјаните, 16 глава. Таму ќе читам и би почнал од почетокот, може од првиот стих да
читам и да видиме како во тоа време и како луѓето кои биле и како делувале и што значи тоа локално, односно регионално служење каде што биле поставени луѓето. Таму вели, вија препорачувам нашата сестра Фиба, која е на служба во црквата во Кенхреја, да ја примите во Господ како што им прилега на светиите и помогнете и во се што ќе има потреба од вас, зашто и таа им помагаше на мнозина, а и мене самиот. Поздравете ги Прискила и Акила, моите сработници во Христос Исус, кои ги ризикуваат своите глави за мојот живот и на кои не им благодарам само јас, туку и сите цркви на неевреите. Поздравете ја и црквата во нивниот дом. Поздравете го мојот мил Епенет, кој е првиот обратеник на Азија во Христос. Поздравете ја Марија, која многу се трудеше за вас. Поздравете ги Андроник и Јуни, моите сонародници и другари во заточеништвото, кои имаат углед меѓу апостолите и кои поверува во Христос пред мене. Поздравете го Амплијат, мојот мил во Господ. Поздравете ги Урбан, нашиот соработник во Христос и мојот мил Стахи. Поздравете го Апели, првоверениот во Христос. Поздравете ги оние од домот на Аристобул. Поздравете го мојот сонародник Иродион, поздравете ги оние од Нарцисовиот дом кои се во Господ. И така натаму, има уште стигови кои можете вие самите си ги прочитате, јас што ги прочитав овие бе неколку примери и се спомнати повеќе места и повеќе луѓе кои што спомнати дури и во Азија се спомнати некои браќа кои служеле заедно со Павле и му биле со него, се жртвувале и исто ги читаме дека Прискила и Акила биле негови соработници, ги ризикувале дури и своите глави за животот на апостолот. Тука кога го читаме тој стих многу ни кажува дека не само што, како што читаме во апостолски дела, треба да го даваме својот имот за оние кои немаат. Туку и овде дури гледаме дека замаци ги дале и дури своите глави за неговиот живот. Своите животи ги дале за апостол Павле, односно за нивниот брат во Христос, кој верувал во истиот Бог, во кој верувал и самиот тој. Се дават, а и во 5 стих читаме дека да ја поздрават црквата во нивниот дом. Значи пак се спомнува дека може да има црква, да постои црква, да речем, во некаков дом, во нивниот дом, во некоја просторија, дали во случај таму, во нивниот дом, биле и дека и на таков начин може да му се служи, да се биде во општите работи кои му беа општи на апостолите во нивното време, така може да се биде, да се скршува лебот, да се чествува во молитвите, во учењата господови во некој дом, дома кај некој, и на таков начин да се соработува со другите браќи и сестри за Христос, без разлика на географската положба на која се наоѓаат и на која се наоѓаме. Најбитно е да ги спроведуваме, да ги правиме заповедите и идеите Божи, односно идеите на Господ Исус Христос, кои биле за нас, односно да се даваме за своите свети, за своите браќа и сестри и да даваме за нив, дури и во овие примери кои што гледаме, да го даваме кога ќе треба животот за своите браќа и сестри и да ни биде општо дури и кај некој дома кој треба се собираме за зависност од географската положба и во секој со своите можности. Тие бе едни од стиховите кои сакам да ги прачувам врска со тоа. А исто така пак ќе се вратам на тој стихот што веќе еднаш го имав прочитано, пак ќе го прочитам сега со објаснување на кој исто така апостол Павле го пишува во послание до Коринтјаните, прво Коринтјаните одма првата глава, во вториот стих, кој вели: до Божјата црква во Коринт, до осветените во Христос Исус, повиканите свети, заедно со сите кои на секое место го повикуваат името на Исус Христос, нивни и наш Господ.
Значи, без разлика што апостол Павле само му го пуштува послание и поздрав до Божјата црква во Коринт, значи луѓето кои географски се наоѓале во Коринт во тоа време до осветените во Христос Исус, туку вели дека на секое место го повикуваат името на Исус Христос. Значи, тие што се по потекло од Коринт може да се наоѓаат на кој било место од Коринт, да дојдат како што прочитавме преходно, пример додат може и во Азија, може да додат во Македонија, кај да се наоѓаат, тука вели дека на секое место го повикуваат името на Исус Христос. Тоа што ни кажува дека Исус Христос, нашиот Бог, е се присутен, секаде може да не слушни, и каде што сме ние, таму каде што ние од се срце го повикуваме, без разлика на местото, името на Исус Христос, тој ќе ни се објави, односно ќе ни се појави и дека ќе ни го даде тоа што го бараби и дека ќе види без разлика на каде се наоѓаме, можеме сегде тие идеи, тие учења кои беа на Бог, да ни биде се општо да ги спроведеме без разлика на кое место се наоѓаме, секаде, дали во Коринт биле овие христијани, дали се наоѓале некаде, тоа е помалку битно, пак е битно да на кое име се повикуваме, односно на Божјото име, односно на името на Господ Исус Христос. Тие беа некои стихови што ги сакав да ги прочитам и ги споделам и што Светото писмо кажува за така наречените локални цркви и без разлика на нивните територии, местоположби, како пак му беше Божјото учење или апостоловото учење општо и како пак го повикува името на Исус Христос без разлика каде се наоѓа. Да, баш ме иницираше да размислувам на Христовите зборови. Оно што го каже Исус. Каде се двајца или тројца, значи каде и да се двајца или тројца, во моје име, вели Исус, таму сум и јас. Значи, не спомна некое место. Дали некоја црковна зграда, дали кај некого дома или некаде надвор, туку каде и да се двајца или тројца, во моје име, таму сум и јас, меѓу нив. Тоа е многу, многу силно. Тоа го кажува самиот Исус. Каде и да сме собрани во Негово име, таму е и тој. Значи не постои некое посебно место каде што е Исус, туку секаде каде што сме ние, каде што го повикуваме Неговото име, каде се молиме, тој е таму. Сега баш сакам да се навратам во Светото писмо, поврзано со Божјиот храм. Црквата, односно ние верниците заедно, го составуваме Божјиот храм. Ќе почнем од 1 Коринтијаните, 3 глава, 16 и 17 стих, кој вели: Зар не знаете дека сте Божји храм и дека Духот Божји живее во вас? Ако некој го разори Божјиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. Ние поединечно, Бог живее во нас преку Светиот Дух. Ние го имаме Светиот Дух. Ние сме практично Божјиот храм. Тоа ни го кажува 16 стих. Зар не знаете дека сте Божји храм и дека Духот Божји живее во вас? Ако некој го разори Божјиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. Тоа го кажува апостолот Павле, дека ние сме Божјиот храм и дека во нас Бог живее со Духот. Духот Божји живее во нас. Во Ефесијаните, послание до Ефесијаните, 2 глава, од 19 до 22 стих ќе прочитам. И така, вие веќе не сте туги и придоденици, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како аголен камен самиот Исус Христос, врз кого целата градба, складно составена, прераснува во свет храм во Господа, во кого и вие, изградувајќи сте, станувате живеалишта на Бога во Духот. Значи, ние сме едни живи камења
кои сме вградени во тој Божји дом, во духовна смисла. Ние сме утврдени на темелите на учењето кој го поставија пророците и апостолите. Тоа учење е од Бог. И како аголен камен, односно како темел, го имаме Исус, неговиот збор, она што го поучуваше Исус. Словото. Врз кого целата градба, значи сите ние сме поставени, изградени и сочинуваме еден свет храм во Господ. Се изградуваме, служејќи си, поучувајќи се еден со друг и представуваме едно живеалиште на Бог во духот. Петар, апостолот, во 1 Петар, 2 глава од 4 до 5 стих, пишува: пристапувајќи кон него, живиот камен, од луѓето отфрлен, но од Бога избран, драгоцен, и самите вие, како живи камења, се вградувате во духовен дом, за да станете свето свештенство, за да принесете духовни жртви, благопријатни на Бога преку Исус Христос. Значи, каменот што го отфрлија луѓето, односно Исус, тој е од Бога испран и драгоцен. Тој е онај кој стана камен темелник. Исус Христос. Нели? Тој беше отфрлен, но самиот се нафати на тоа да биде отфрлен од луѓето и да умри за едни луѓе кои ќе го отфрлат првично. Да, тој умре за луѓе како мене, како тебе, како нас, кои изгрешивме, кои го отфрливме, кои бевме многу далеко од Бог. Но тој рече, јас ќе умрам за нив, за да можам да им дадам вечен живот, за да можам да го отворам патот према Бог. И Исус е патот, животот и вистината. И никој не може да дојде кај Бог, таткото, освен преку Исус. Тој е патот. За такви луѓе кои го отфрлија, тој умре. Да, тоа сме ние, за жал. Но и за среќа, кои го имаат Светото Писмо и кои сватија дека сгрешија и дека им треба Исус, им треба Спасител, им треба некој кој ја плати казната. Тоа е Исус. Исус ја плати казната за нашиот грев. Тој немаше грев, а ја плати нашата казна. Да, тоа ни треба. Ни треба Исус. Ако пристапиме кон него, живиот камен, ние ќе имаме живот и ние ќе се вградиме во тој духовен дом. Духовен дом во кој живее Бог. И ќе станеме свето свештенство и ќе пренесеме духовни жртви кои се благопријатни на Бог преку Исус Христос. И како некој коментар што си го имам запишано, ние сме живи камења во Божјиот духовен дом, изградени врз темелот Христос. Основата на самата црква е Исус и неговото учење. Една црква мора да се држи до Христовите зборови, за да биде вистинска и здрава Христова црква. Вистински и здрав Божи храм, духовен дом. Живи камења кои се изградени врз основа. За таа црква да издржи кога ќе има неволи, кога ќе има притисоци, кога ќе дојди невремето. Ако се држи до Христовите зборови, ќе биде изградена на цврст темел и ништо не може да ја разори. Ќе биде црква изградена врз скарпа, врз цврст камен, а не врз песок. Ако заврни, ќе потони ако е во песок. Но ако е врз карпа, ништо не може да ја разорни. Тоа е нешто што сакавме да го споделиме со Никола. Јас тука си имам како заклучок запишано некои прашања што може да ви ги поставиме. Дали сте навистина вие орган во Христовото тело? Дали функционирате заедно со останати браќа и сестри? Дали служите? Дали им помагате? Бидејќи вие сте потребни во Христовото тело. Да, но прашањето е побитно. Дали се уште не сте станале дел од црквата на Исус? Дали сте сигурни дека вие
сте дел од црквата на Исус Христос. Доколку не сте, тогаш апелираме до вас да му го предадете животот на Исус. Да ја ставите вашата вера и надеж. Значи да не се надевате на државата, на политичарите, на било што и да е овде минливо, туку да се надевате на Исус. Дека тој на вистина воскресна од мртвите и дека тој може да ви даде вечен живот. И ако ја ставите цела ваша вера, цела ваша надеж во него, нема да се разочарате. Ако што воскресна тој на третиот ден, така и вие ќе во скреснете. И вие ќе станете еден жив камен, кој е изграден врз Христос, односно врз неговите зборови и учења. И ништо не може да ве помрдне, односно ќе имате една стабилна основа. Ќе имате една вистинска надеж и ќе знаете каде ќе завршите после овој земен живот. Да, тука не е крај. Тука е само почетокот на вечниот живот. А вечен живот имаме само ако веруваме во Исус. Тоа е патот, животот и вистината. Исус, тој е патот. Тој е животот и тој е вистината. Вечниот живот е во Исус Христос. Да, затоа мора ние сериозно да го сватиме Светото Писмо. Никола, што имаш да им препорачаш? Или што како заклучок би го кажал од оваа емисија, од оваа епизода? Ако може да ги искористам зборовите толку од нас за ова, ама пак како и секоја завршување на епизодите, за повеќе информации во врска со црквата конкретно, Светото Писмо ги пишува и повеќе. Овие стигови само што ги прочитавме беа неколку од многуите што ги има Господ, да речам преку неговите апостоли, како пример. Земени другите цркви што ги читав по здравите како некакви начини го славеа Господ и така натаму. Можете останатите примери, останатите поучувања и учења кои доаѓаат од Господ Исус Христос, да ги најдете во Светото Писмо преку читање негово. Ама за тоа да го направите, да најдете, треба да го читате Светото Писмо и да разбериме сите, не само не конкретно гледачите, туку си да разбереме, да видиме што Господ Исус Христос бара од нас, што треба да направиме и да бараме помош и сила од него за тоа како што го правеа, да речем, апостолите, што му беше се општо и учениците во тоа време си му беше општо, дава од својот имот за другите кои нема, дури некои своите животи ги положи за своите браќа и сестри, така треба и ние да бараме од Господ начини и сила, можности за да можеме и ние тоа да го правиме, за да му бидиме на такви начини, со таков начин угодни на Господ Исус Христос, кој пред се ја создаде црквата и се даде за неа. Тоа би биле моите зборови, финални зборови на оваа епизода. Да, ви благодариме што останавте до крај, што не изслушавте. Следно што ве повикуваме е да ја земите Библијата, да се обратите кон Бог со молитва, да ви помогне да го разберите оно што го пишува во Светото Писмо, а Бог е верен и ќе ви помогне да го разберите тоа. Ви посакуваме секое добро и се гледаме во наредна епизода. Ви благодариме на вниманието. Пријатно. Поздрав.